Почитувани представници на печатените и на електронските медиуми, добар ден, добре дојдовте на денешната пресконференција. Темата Скопје 2014 се уште е во центарот на вниманието. Една цел постигна. Привремено го оттргна вниманието на јавноста од тешката економска и социјална состојба, од невработеноста и сиромаштијата, од се поголемата корупција, од безперспективноста и од погрешната насока во која се движи Република Македонија. Децентрализацијата на власта декларативно е еден од нашите врвни приоритети. И покрај остварениот напредок, Македонија се уште е фискално најцентрализирана држава. Поцентрализирана дури и од Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово. Учеството на приходите на општините во бруто домашниот производ на Македонија во 2008 година е само 4,6%, а во Албанија е 5,8%, во Србија 6,6%, во Бугарија 7,43%, во Унгарија 12,34%, во Полска 15,3%. Владата, наместо да направи вистинска фискална децентрализација, за да им обезбеди доволно приходи од општините и град Скопје, прави подрачни единици на владата, а некои од градоначалниците ги претвори во послушни извршители на владините партиски и предизборни политики. Како во сите демократски држави, општините и град Скопје треба да бидат самостојни и автономни во изборот на приоритетите. Општините и град Скопје имаат капацитет сами да купуваат контейнери и автобуси, да ги реновираат санитарните јазли во училиштата, да градат фудбалски игралишта и тениски терени, и тоа подобро од владата. Но очигледна е намерата на владата да располага со финансиските средства, да распишува тендери, да гради, за потоа да се фали во кампањите дека тоа е заслуга на владата предводена од ВМРО-ДПМН за да собира ефтини политички поени. Така е и со Скопје 2014. Убаво е центарот на Скопје да се уреди, но за се треба да се има мерка за време, простор, цена на чинење, вкус, естетика. Што и да направат Груевски и ВМРО-ДПМН, не можат времето да го вратат назад. Споредбите со убавите метрополи се погрешни. Убавите градби и споменици во тие градови се градени со векови и се одлика на времето во кое се создавани. Господине Груевски, вие имате огромен проблем со изборот на вашите приоритети. Вашите споменици, музеи и антички градби не се приоритет за граѓаните на Скопје и за граѓаните на Македонија, затоа што тие нема да го подобрат квалитетот на нивниот живот, нема да ги вработат, ниту да им намалат сиромаштијата. Најоштетени се граѓаните на Македонија кои не се од Скопје. Македонија е многу неравномерно развиена држава. Иако владата се обврза за равномерен регионален развој, годишно да издвојува по 1% од бруто домашниот производ, издвоените средства се за околу 20 пати помали од законски предвидените, односно околу 3 милиони евра, наместо над 60 милиони евра. Во Скопје живеат само 25% од граѓаните на Македонија, но во Скопје се трошат 48% од вкупните капитални расходи во локалната самоуправа. Скопје има за 2 пати поголеми приходи и за 3 пати поголеми капитални расходи по глава на жител во споредба со општините надвор од Скопје. Владата, наместо да ги намалува, со овој и сличните проекти, разликите уште повеќе ги зголемува. Простете, но Македонија не е само Скопје. Македонија се и Куманово, Тетово, Берово, Желино, Чашка, Долнени. Немојте кон едни општини да се однесувате како мајка, а кон други како мачеа. Како може да имате 200 милиони евра за споменици и други градби, а немате за регионален развој? Сите граѓани од сите градови и села имаат право на квалитетен живот. Вие сте должни парите да ги распределувате за вистинските потреби на граѓаните според објективни, правични и транспарентни критериуми, а не според политички и партиски критериуми заради изборни цели. СДСМ не е против тоа да се гради, туку напротив. СДСМ постојано бара од владата да ги намали оперативните расходи за да има што повеќе пари за капитални инвестиции.
Затоа ви порачуваме. Престанете да се однесувате според народната поговорка село гори, а баба се чешла. Напуштете го вашиот виртуелен свет. Престанете да бидете чардак ни на земја, ни на небо. Вратете се во реалноста. Наместо споменици, градете нови автопати, регионални патишта, инфраструктура во индустриските зони, изградете го гасоводот, осовременете ја железницата, за да ја подобрите бизнис климата, за да привлечете нови инвеститори, за да отворите нови работни места. Наместо партиски музеи, градете хидроцентрали. Наместо да градите административни згради и да ги менувате гранитните плочки, заменете ги азбест-цементните водоводни цевки и азбест-цементните кровови на градинките и училиштата, бидејќи се опасни за здравието. Градете нови и реконструирајте ги постоечките училишта, наместо да градите градска куќа и офицерски дом. Наместо да градите верски објекти со државни пари, обезбедете затоплување во болниците за болните, да не се смрзнуваат. Обезбедете хуман третман за пациентите. Спасете човечки животи. Тие се многу поважни од вашите лавови и коњи. Наместо судови во антички стил, изградете фекални и атмосферски канализации, колекторски системи и пречистителни станици, современи фабрики за преработка на комуналниот отпад, направете современ јавен градски превоз. За ваше добро излезете што побрзо од вашиот лажен сон. Не е грев да се сгреши. Непростлив грев е ако немате доблест да ја признаете и да ја исправите грешката. Исправете ја додека не е предоцна. Градете градби што ќе не обединуваат, а не градби што ќе бидат повод за нови длабоки национални, меѓуетнички и религиозни поделби. Не ги влошувајте меѓуетничките и меѓуверските односи, затоа што последиците може да бидат катастрофални. Само така граѓаните ќе ве паметат подобро. Јас имав толку, доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Може, да. Како ги коментирате новите преминувања во владата? А вие планете до Па интересно прашање, ви благодарам што ми давате можност да го искажам мојот став. Би сакал прво да потенцирам дека непристојниот вокабулар на Манасиевски многу зборува за него, за неговиот карактер, за неговите фрустрации. Јас нема да се спуштам на неговото ниво и ќе кажам дека ние всушност ме ја донеле вистинската одлука да преминеме во Социјалдемократскиот сојуз, штом господинот Манасиевски во очај се фали со преминувањето на Ивица Боцевски во редовите на Либерално-демократската партија, кој всушност не знае која партија поред му е Либерално-демократската партија. Сакам само да ве подсетам дека за време на локалните избори господинот Боцевски скоро постојано беше во Велес, особено меѓу првиот и вториот круг, работеше цело време против мене, даваше ступидни изјави дека доколку граѓаните гласаат за ВМРО-ДПМН, владата ќе дава многу повеќе пари за тој градоначалник, заради што и еден од најважните амбасадори во Македонија мораше во Велес на пресконференција јавно да се огради од неговите изјави. Исто така би сакал да потенцирам дека многу е посериозна работата од колку што мислиме, штом дојде ред лидерот Манасиевски да се фали со нови зачленувања во Либерално-демократската партија, а всушност тоа се кадри кои досега беа членови на Централниот одбор, како господинот Кокан Грчев, а некои беа членови на Советот на партијата, меѓутоа без да бидат членови на Либерално-демократската партија. Значи, всушност, нови партиски членови нема, но да скратам, јас им посакувам се најубаво и нема да се спуштам на нивното ниво за да ја напаѓам Либерално-демократската партија.